Од пред извесен период на дел од тезгите во градскиот пазар во Прилеп се поставени фотоволтаични панели кои што произведуваат електрична енергија, која што потоа ова јавно претпријатие ја користи за своите потреби. Иста ваква мини фотоволтаична централа е поставена и на покривот од дневниот центар за лица со церебрална парализа. Но оваа централа поради корона кризата се уште не е ставена во функција, додека таа на градскиот пазар функционира засега одлично. Од општина Прилеп велат дека во план било поставување на вакви фотоволтаици и на други јавни објекти, а додека од Министерството за локална самоуправа се надеваат дека ќе се најде воиднина и брзо законско решение за да се продава на пазарот вишокот на произведена електрична енергија, нешто што засега законски не е регулирано. Јачината е околу 16 киловати, кој што ги задоволува потребите на градскиот пазар и на дневниот центар за церебрална парализа. И со тоа покажавме дека како општина продолжуваме со мерките за подобрување на условите и подобрување на животната средина во нашиот град. Поставувањето на фотоволтаичните системи на овие два објекти и мислам дека со тоа покажавме дека имаме дупли бенефит. Прво, како резултат се намалува средствата за електрична енергија, а второ, како подобрување на животната средина и екологијата во нашиот град. Поддржуваме и ќе поддржуваме понатаму вакви проекти за заштита на животната средина, бидејќи со овој проект во Прилеп 5-6.000 килограми минимум CO2 ќе биде ослободен, ќе заштитиме Пелагонискиот регион целосно, бидејќи толку помалку ќе има загадување на воздухот во пред се во Прилеп. И исто така јавното претпријатие и Центарот за церебрална парализа ќе направи заштеда во потрошокот на електрична енергија, што е уште еден дополнителен, да речам, стимул кон заштитата на животната средина, бидејќи знаеме Македонија генерално се загрева на јаглено термоелектраните. Се уште има нејасноти околу вишокот на струја и околу продажбата, бидејќи треба некој да се најде да ја купува таа струја и да се обврзат предпријатијата да ја откупуваат од приватниците. Тоа е едно поле кое што во иднина треба во детали да се разработи. Сега е дозволено само за производство и за сопствено користење. Вишокот се дава, меѓутоа треба да се регулира и исплатата, како што кажавте, меѓутоа тоа треба да се направи во наредната фаза. Сега луѓето се ослободија да може да ги ставаат и на тој начин да си прават лично заштити, бидејќи за штедите се враќаат парите од помеѓу 5 до 7 години. Секој кој што ќе инвестира во фотоволтаици не се ефтини, ќе може да си поврат да се направи на инвестицијата. Кога станува збор за екопроектите, ова е трет екопроект кој што го реализира општина Прилеп во последниот период. Минатата недела беа исплатени субвенциите на над 600 семејства кои што купија нови велосипеди и набавија нови климаинвертори. Максималната сума на субвенциите за велосипед беше до 5000 денари, а максималната сума за климаинвертор до 10.000 денари, односно до 50% од потрошената сума.